Откровение на апостол Јован, 3 глава. И на ангелот на Сардската црква напиши му: Еве што вели оној кој ги има 7 звезди. Ги знам делата твои, носиш име дека си жив, а мртов си. Биди буден и утврдувај ги оние што се на умирање, бидејќи делата твои не ги најдов совршени пред мојот Бог. Спомни си за она што си го примил и чул, и послушај го и покај се. Ако не бидеш буден, ќе дојдам против тебе како крадец и нема да дознаеш кога ќе дојдам против тебе. Но во Сард имаш неколку имиња што не ги осквернија лиштата своји. Тие ќе одат со мене во бела облека, бидејќи се достојни. Кој победува ќе биде облечен во бела облека и нема да му го избришам името негово од книгата на животот, туку ќе го признам името негово пред мојот Отец и пред неговите ангели. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. И на ангелот на Филаделфиската црква напиши му: Вака вели светиот, вистиниот, оној кој го има клучот Давидов, кој отвора, и никој не може да затвори, и кој затвора, никој не може да отвори. Ги знам делата твои. Ете, ти дадов отворена врата, што никој не може да ја затвори. Ти имаш мала сила и сепак го запази словото мое, и не одречувај се од името мое. Ете, ќе направам некои од сатанската синагога, оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат, да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат дека јас те засакав. Бидејќи ти го запази словото на трпението мое, јас ќе те запазам од часот на искушението кој ќе дојде на целиот свет, за да ги искуша оние што живеат на земјата. Ете, доаѓам скоро, држи што имаш, за никој да не го земе венецот твој. Оној кој победува, ќе го направам столб во храмот на мојот Бог и нема веќе да излезе надвор. И ќе го напишам на него името на мојот Бог и името на градот на мојот Бог. На новиот Ерусалим, кој слегува од небото од мојот Бог и моето ново име. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. И на ангелот на Лаодикиската црква напиши му: Ова го вели Амин, верниот и вистинитиот сведок, почетокот на Божјото создание. Ги знам делата твои, ти не си ни студен, ни жежок. Ода беше студен или жежок. Така, бидејќи си млак, а не жежок или студен, ќе те изблујам од устата своја. Зашто велиш: Богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол. Те советувам да си купиш од мене злато низ оган пречистено, за да се збогатиш, и бела облека, за да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата твоја и со очна маст намачкај ги очите твои за да гледаш. Оние што јас ги сакам, нив ги карам и воспитувам. И така, биди искрен и покај се. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него, и тој со мене. На оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол, како што јас победив и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите.